svoj da ne spasi nas, Isusa, Hristosa, Emanuel, som nas beše Bog i ostana ne pomiri, so tebe ne osveti, nema smrt, nema veke krevi. Mir vam, Tatko moj, ti благодарам што и овој ден си во моето срце. Ти благодарам што и овој ден ми го отвараш умот да ги разберам писмата, твоите живи слова, кои ти си ги напишал. Ти благодарам што ми даваш дар на верба. Ти благодарам што ми даваш слово со власт и сила. Нека секој збор што денес ќе го изговорам биде за твоја слава. Нека ги допре сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Нека ја шири твојата вистина, чистата Божја вистина за твојата љубов, колку си не возлюбил, како си го испратил твојот единороден Син Исус Христос и како не повикуваш да се вратиме повторно во твојата љубов, да живееме во еден дух со тебе. Второ послание на апостол Павле до Галатијаните, 3 и 4 глава. О неразумни Галатијани, кои ве маѓе пса, да не се покорувате на вистината. Можеме да кажеме, о неразумни македонци, кои ве маѓе пса, да не се покорувате на вистината. Која е вистината? Исус вели добро, јас сум патот и вистината и животот. Исус е патот, вистината и животот и преку него, ако го возлюбите Исус, останете во моите слова, како што вели тој, а на неколку места е пишано дека Исус е самиот слово, значи тоа е живо слово, значи да се насели во вас, човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излега од устата на Бога, значи ако останете во моите слова, вели Исус, ќе дојдеме со Отецот и со кровиште во вас ќе направиме. О неразумни Галатијани, кои ве маѓе пса, да не се покорувате на вистината, пред чии очи, пред вашите очи Христос беше насликан, пренесен, сведочен пред вас. Тој зборува како го примиле Христос. Сакам ова да го дознаам од вас, чеда возлюбени, преку делата на законот ли го добивте духот или преку пораката на верата. Значи тој зборува за некои земни правила кои ги одредуваат одредени луѓе. Мојсей на Синајската гора, Господ му ги дава 10 Божии заповеди, по кои треба да ги насочува своите избрани луѓе, кои сака да ги изведи, да ги направи од синови човечки, синови Божии. А во меѓувреме, додека тој ги носи 10 Божии заповеди, израелците прават едно златно теле на кое му се поклонуваат. Значи човекот има потреба да се поклонува некому, да му се поклонува. Тој знае дека не е само тело, туку дека е дух. Длабоко секој човек и најпримитивните луѓе имаат потреба од Бог. Се поклонуваат на некој дрво, на некој тотем. И тие во меѓувреме си направиле златно теле. Значи тој зборува за тој закон и не кради, не убивај, и кога се види дека човекот нема доволно сила да ги исполни законите и останува во гревот и постојано треба да дава крвни жртви, да се мачка со крвта. Сето тоа е запишано, значи еврејските закони старозаветни во книга кој колку да коле грлици, други птици.
и да се мачкаат со крвта да влегуваат во светилиштето. Значи, само тој ве прашува дали преку делата на законот го добивте Духот Божи, кој значи слобода, или преку пораката на верата. Се разбира дека преку пораката на верата толку ли сте неразумни, откако почнавте со Духот, значи кога ќе го примите Исус, Духот треба да престојува во вас и тој ќе ве води да го слушате Божиот глас, имате личен однос со Бог, да го молите за се. Што ќе побарате во моје име од Отецот, вели Исус, ќе ви се даде. Откако почнавте со Духот, а со телото завршувате, и веројатно сите цркви почнуваат со Духот, а завршуваат со телото. Зарем залудо толку многу претрпевте, да беше само залудо, оној пак кој ви го дарува Духот и прави меѓу вас чудеса, значи каде што е Духот Божи, таму се случуваат и исцелувања, проблеснувања, пророштва. Преку делата на законот ли го прави тоа, или преку пораката на верата? Да не заборавиме дека израелците, кога дојде Исус кај нив, не го познаа, го распнаа. И Исус на едно место вели, тие го имаат Мојсе и нивните пророци, закони и пророци, тие се врзани за традициите и тоа дека се избран народ, дека имале разговарале со Бог, ги водел Бог, се разбира низ нивните грешки, прегрешенија, како во пустината, кога поминале 40 години, а можеле да ја поминат за неколку дена. И тие прават идолопоклонство од себе си. И секој идолопоклонство не оттргнува од Бог. Така Аврам му поверува на Бога и тоа му се сметаше за праведност и тој се нарече пријател Божи, е пишано во Стариот Завет. Знајте пак дека оние што се подпираат на верата, во Господ Исус Христос се синови Аврамови. Аврам и Сара немаа деца, знаете, и Аврам, Господ му се објави и му кажа дека ќе те направам небројно потомство ќе имаш. Иако беа во одминати години, и писмото предвидувајќи дека Бог преку вера ги оправда незнабожците, ги оправдува незнабожците, однапред му благовести на Аврам: во тебе ќе бидат благословени сите народи. Долго време се размислувало дека само евреите се избран народ, но Господ потаму вели на Петар: коли и јади, односно да го шири апостол Павле и Светото Евангелие и кај незнабожците, односно кај оние што не се евреи. Значи, тука паѓа тезата за избран народ. Избрани се оние кои ќе го изберат Исус Христос. И така, оние што веруваат се благословени заедно со верниот Аврам, значи преку вера во Исус Христос, тоа значи во секој момент било какви искушенија да се надеваш на Бог, не на луѓе. Например, кога во твојата земја се случува хаос, ти треба да се надеваш на Бог, да се повикаш не на луѓе. А сите оние што се од делата на законот, под клетва се, зашто не може да го исполнат законот, зашто е напишано: проклет да е секој кој не исполнува постојано се што е напишано во книгата на законот. И луѓето немаат сили да ги исполнат законот. Не кради, не убива и не врши прељуба, не сведочи лажно против својот ближен. Не можат. Ако не си убила, си сгрешил во еден закон, пак ќе бидеш осуден, значи постојано бе осудуван. И затоа Господ, Отецот наш небесен, го испрати Исус Христос да ги земе сите гревови. Исус Христос, во кој тој самиот престојува, бидејќи е непристапна светлина и никој не го видел. Значи тој во сета полнота беше во Исус кога го распна и ги зема сите наши гревови. И секогаш кога ќе застанете пред крстот, се откажете од себе си, го повикате Исус да дојде во вашето срце, вие излегувате од проклество. Значи праведниот ќе живее преку верата, а законот не е од верата. Не е од верата. Туку зборува кој ќе ги исполни овие работи, тој ќе биде жив преку нив, и ако не исполниш, нека вршиш прељуба. Значи прељуба ако погледнеш само жена, веќе си извршил прељуба во своето срце. Прељуба ако ќе помислиш лошо. Христос не откупи од проклетството на законот, откако поради нас стана проклетство. Тој ги зедава нашите гревови и ми дава сила денеска, бидејќи е напишано: проклет да е секој што виси на дрво, а тој беше распнат на крст. И денеска кога некои имаат служба на молитва, се повикуваат на тоа, кога некој под проклетство, Исус ги зема и за тебе. Сето проклетство висеше на дрво и стануваш благослов само преку Исус Христос. Од живот во проклетство да живееш во Божји благослов. Така што благословот даден на Аврам да дојде преку Исус Христос врз незнабожците, се мислите тие што не се евреи,
за да го добиеме ветениот дух преку верата, а тука сме ние како метафора, како евреите се метафора на првата црква, на луѓето кои им се објавил Бог за да го следат и да се спасат. Да не заборавиме дека има неколку стиха на лажните евреи кои не се евреи и на евреите од сатанската синагога. Тука сме ние, бидејќи во пред Дела 16:9 неколку стиха Господ вели ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име, бидејќи дојде кај своите Исус и своите не го познаа. И потоа апостол Павле ги сонува македонците и македонците покрај тоа што се нација, тие се метафора за човек што го повикува Бог, што е жеден за Бог, затоа Македонец е битно, затоа е битно да останете македонци, како што треба битно да останат како евреи, не заради нацијата, туку како категории одредници, за да го разбираат и другите што сакал да каже Бог со евреите кои дојде кај своите и не го познаа, завлезени во своето идолопоклонство кон себе дека се избран народ, и кај македонците кои исто така си ги поведува старите традиции, денеска ретко кој го познава Исус. Браќа, значи да го добие ветениот дух преку верата и вие тогаш добивате сила преку Исус и дух од син човечки да станете син Божи. Браќа, зборувам како човек и утврдениот човечки завет. Никој веќе не го растура, ниту му додава нешто. Значи ние имаме човечки завет и Божи завет, но ветувањата му беа дадени на Аврам и на семето негово. Не е речено и на семињата, како за мнозина, туку како за еден и на семето твое, кој е Христос. Ова сакам да го кажам. Заветот што Бог го даде не може да биде обезвреднет од законот, предходниот закон, кој е настанат 430 години подоцна. Значи на Аврам првим Бог му дава завет, а потоа Мојсе по 400 и нешто години. Бидејќи гледа дека луѓето грешат, не го слушаат Бог, се одвраќаат од него, им дава завет. Односно им дава закон, Мојсеевите закони, како што ги викаат, заповеди. Божји заповеди. Зашто ако наследството е добиено по законот, тоа веќе не е според ветување. Значи ние имаме ветување од Бог, а потоа имаме закон. На Аврам Бог му го дари по ветување, а на Мојсе му даде закон. Зашто е пак даден? Зашто е даден законот? Тој е даден поради престапите, бидејќи луѓето, додека не дојде семето на кое се однесува ветувањето, бидејќи луѓето греше и не можат да издржат. Не го слушаат Бог, се слушаат самите себе. Сатаната ги мами. И е даден, значи, на кое се однесува ветувањето, законот е даден преку ангели, преку рака на посредник, преку Мојсеја. Но посредникот не може да биде само посредник на еден. Бог е еден, па така законот не е противен на Божјите ветувања, напротив. Тој, зашто ако беше даден закон што ќе може да животвори, да ги спасува луѓето, тогаш навистина оправданието ќе произлегуваше од законот. Тој збори за 10 Божји заповеди и за ветувањата на Мојсеј. Значи Господ ги даде тие заповеди, луѓето не можат да ги не краде, не убива, не врши прељуба, не сведочи лажно против својот ближен и така натаму. Не може да ги издржат, немаат сила. Но ветувањата му беа дадени на Аврам и на семето негово, сакам да го кажам, зашто ако наследството е добиено по законот, тоа веќе не е според ветување. А на Аврам Бог му го дари по ветување, значи Бог му вети на Аврам, синови Аврамови, и поверува Аврам на Бога и се нарече пријател Божји. Но посредникот не може да биде само посредник, а така законот противен никако, зашто ако беше даден закон што ќе може да животвори, тогаш ќе беа оправдани сите против законот и немаш има потреба да слезе Исус, но писмото сите ги затвори под грев, пишаниот закон на камен, а денеска Господ пишува во вашето срце, па преку верата во Исус Христос да им се даде ветеното. Тоа што му го ветил на Аврам, преку Исус Христос го добиваат ако веруваат во Него. Живот во Божи благослов. Глава, не опашка. Да имаш во изобилие да се прелева. Пред да дојде верата, ние бевме под стражата на законот, значи тој е стражар, заклучени за верата, заклучени која требаше да се открие. И така законот беше за нас воспитувач, 10 Божи заповеди да не доведе до Христос, до пред Христос, за да бидеме оправдани преку верата. А откако дојде верата во Христос, ние веќе не сме под раководство на воспитувач, зашто сите сте синови Божии преку верата во Христос Исус. Сите сте синови Божии преку верата во Христос Исус. Тамо нема поделби на црковни заедници, едни против други. Која е правата црква? Кои лесно под духот на Антихристот ги поделува и произлегуваат на
тики да речете деноминацији на секти кои не се, бидејќи тука пишува дека Христос е пасторот, владиката, попот, папата. А ние сите сме органите, значи сите сме синови Божии и би требало да живееме во Божијата љубов. Ако не чекориме во Божијата љубов, тогаш не сме во Христос. Христос не живее во нас. Сите што сте крстени во Христа се облековте. Ако се облечеме во Христа, ние тогаш врвиме по светлина. Нема веќе ни јудејци, ни елини, ни роб, ни слободен. Нема машко ни женско, зашто сите вие сте едно во Христа. Ете ги христијанството. Значи нема национални цркви, нема подели. Ево што еднаш нема веќе ни јудејци, ни елини, ни срби, ни бугари, ни арнаути, ни албанци, ни грци, ни руси, ни македонци. Тоа не го пише, оно се однесува, нема веќе ни јудејци, ни елини. Елини се нарекуваат македонците кои беа со Александар. Во транскрипцијата, Новиот Завет пишува на царскиот јазик на Александар Македонски. На кој не? Значи нема веќе ништо ни машко ни женско, сите вие сте едно. Едно сте во Исус Христос. А ако сте пак вие Христови, тогаш сме Аврамови потомци и семе поветување наследници на тоа што Бог ни го вети. Ново небо и нова земја, земјата во која тече леп и мед и млеко. Но ви велам, наследникот додека е млад, ако сте се уште млади, со ништо не се разликува од робот. Пазете сега, макар што е господар на се, вие сте наследници, на се уште сте млади и затоа сте под законот, под власта на стихиите. Туку е под настојници и чувари до определениот рок од неговиот татко, значи минувате ни стихии, низ искушенија, додека не зацврстете во верата, не се закрепите во верата. Па така и ние, додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите на светот, овој свет, кој ви нуди разни измами, да уживате, да живеете. Има еден стих, народот седна да јаде, да пие, па стана да игра. Но кога се исполни времето, Бог го испрати својот син. Кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, бидејќи тој е предназначен Исус уште пред создавањето на светот, кој се роди од жена. Кој се роди од жена, памтете го израз, и се подчини на законот. И влезе во законот. Од 10 Божји заповеди, за да ги закова на крст, да ги земе гревовите од секој од вас и потоа да живеете по вера, кој ќе го избере Исус, се покае. Е ослободен од гревовната природа и од законот, како паднат ангел од сатаната, отргнат од Бог, како гревот на Аврам по второто грешење. Значи, роден од жена, суштински тоа е метафора, тој е роден од Бог. Ќе видите понатаму, зашто е познат. Не е битно дали си роден од жена, никој никого не може да роди. Бог е тој што го дава животот, дувнува дух. Значи, кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, кој се роди од жена и се подчини на законот, за да ги откупи оние што се под закон, да ги откупи, да го примиме посинувањето, а бидејќи вие сте синови, го испрати духот на сите што го примија, на сите што поверуваа во неговото име, во Евангелие по Јован. Им даде можност, вели во македонскиот, во англискиот, им даде сила да станат синови Божји, значи од син човечки да станеш син Божји. Тоа е единствената причина зашто си се родил во свесна состојба, не да уживаш, не си тераш кефои. Зашто така одиш по широкиот пат што води кон пропаст. Затоа не си веќе роб, бидејќи вие сте синови, Бог го испрати духот на својот син во срцата ваши. Духот на својот син Исус, во кого тој пребива во срцата ваши, тој е христијанин. Кога духот на Исус пребива во вашето срце, значи се усовршувате во љубовта, кој вика: Ава, Оче, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. И им даде сила, затоа не си повеќе роб. Кој ќе го избереш Исус, ќе му предадеш се. Секоја мисла ќе биде покорна на Исус Христос. Туку си син, не си роб, ако си пак син, тогаш си наследник Божји. Наследник Божји преку Исус Христос, мојот Бог е најбогатиот на светот, тој ми дава во изобилие. Се создал тој, тој нема да ме остави надвор. Кој верува во мене нема да се посрами, кој доаѓа при мене нема да го истерам надвор, тоа се Божји ветувања. Кој верува во мене
Делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши уште поголеми ќе врши од јас и одам кај својот Отец. Но тогаш, бидејќи Бога не го познавте, им служевте на боговите кои по својата природа не се богови. Богови кои по својата природа не се богови, односно отпаднати богови, сите оние кои се без Христос. А сега, откако го познавте Бога, значи тој зборува за претходно, пред да го примат, или подобро откако Бог ве позна. Бог ве позна, Бог добро знае кои луѓе се негови, како сега повторно се враќате, зборува за галатјаните и за македонците. И за сите нас, како сега повторно се враќате кон слабите и бедните стихи на кои сакате одново да им служите. Интересно, кога човекот ќе се разочара од локалната црква, гледа дека свештенството не живее богугодно, несадоволен, тој се враќа на старите стихи, се поклонува на дрвја, на води, на камења, на икони, на фрески, на разни верувања, народна религија која покажува суштински потребата дека човекот има потреба да исполни својата духовна природа. Бидејќи непримитивните народи се поклонуваат на тотем, на дрво, на камен, обожуваат некој култ. Внимавате на деновите, месеците, годините, слави, празници, годишнини. Се плашам за вас, да не сум се трудел меѓу вас попусто, тоа може слободно го каже апостолот Павле за македонците. Бидејќи тука ја крсти македонката Лидија, дојдете и живејте во мојата куќа. Пред мене една жена во градот Тиатир по име Лидија, која го прими Христос. Ве молам, браќа, станете како мене, вели апостол Павле, затоа што и јас станав како вас. Вие со ништо не сте ме навредиле, знаете дека кога за прв пат ви проповедав, бев телесно немоќен, се уште немав сила. А при сето тоа вие не го презревте искушението на моето тело, ниту се погнасивте од него, туку ме примивте како ангел Божји, како Исус Христос, како ангел Божји, како Исус Христос. Суштински, во еден друг стих вели, некој не знаејќи примија во гостопримство и ангели, како праведниот Лот, нели, кој го спасија. Каде ви е сега радоста ваша во Бог? Сведочам за вас дека кога би било можно и очите своји, зборува за еден степен на вера, би ги извадиле и би ми ги дале. И затоа ли стана ваш непријател, бидејќи ви ја зборував вистината. И затоа ли стана ваш непријател, вели апостолот Павле, бидејќи ви ја зборував вистината. Тие не ревнуваат за вас добро, току сакаат, тој зборува за лажни учења, за народните традиции, да ве одвојат од мене, да вие за нив да ревнувате. Како што вели, ние ги имаме Мојсей и старозаветните пророци, Македонија има 1000 години, 10.000 години цивилизација. Тоа е нешто што ќе ве одвојува од Бог и прави делопоклонство. Добро е секогаш да ревнувате за доброто, а не само кога сум меѓу вас. Чеда мои, за кои сум пак во родилни маки, додека не се обликува во вас Исус Христос. Значи, обликување на Исус Христос во вас, апостолот Павле, дека доведеш некој човек до Христос, кој е тврдо корен и задовен во традиции, видело поклонство на вистина, без Божја помош е тешко. Сега би сакал да бидам меѓу вас, да ви се обратам со поинаков тон, бидејќи сум во недвоумица, во двоумие. За вас, кажете ми вие што сакате да бидете. Под законот? Зарем не го слушате законот? Сакате да останете под законот, да останете во грев, во проклетство? Зашто е напишано дека Аврам имаше 2 синови, еден од слугинката, еден од слободната. Бог на Аврам му рече дека ќе ти дадам син. Тој беше во подминати години, имаше 100 години со Сара, таа беше неплодна. И тие не издржаа на крај, Сара му рече да легне со Агара, со слугинката, и тој направи син. И по тој извесен период Господ му вели, сега ќе ти дадам син, а тој му вели, Аврам, јас имам син. И потом му го дава Исак. Значи, имаше 2 синови, еден од слугинката, друг од слободната. Но оној што беше од слугинката се роди по тело. Значи, роден по тело, роден од жена, тоа е категорија. Значи, Исус се роди од жена за нас, да знаем, инаку тој е роден од Бог. Оној што беше од слугинката од Агара, се роди по тело,
A ono što беше od slobodната, od Сара, се роди поветување. Поветување, подарба, а ова е речено сликовите од двете жени. Видите Господ како раскажува, како сликовници за нас, за да разбереме. Затоа треба да го молиме Бог да ни го отвори умот да ги разбираме словата, односно со срце се разбира словото, зашто е пишано дека не на камени плочи, туку со живи слова во срцето ќе ни пишува Бог. Двете жени се двата завета, едниот од Синајската гора, која раѓа за робство, тоа е Агара, тоа се законите напишани на камен, бидејќи Агара значи Синајска гора во Арабија, и соодветствува на сегашниот Ерусалим, и робува со децата свој, робува на сатанат и на своите земни закони и идолопоклонство, а горниот Ерусалим е слободен, тој е мајка на сите нас, зашто е напишано: развесели се ти неплодна што не раѓаш, восликни и извикај ти која не си искусила породилни маки, бидејќи напуштената има многу повеќе деца од онаа која има маж. Значи, тој зборува за родениот тело и за родениот дух. Вие пред браќа сте како Исак, синот на Сара и Аврам. Горниот Ерусалим е слободен, тој е мајка на сите нас. Вие пак, браќа, значи, развесели се ти неплодна, што не раѓаш, восликни и извикај ти која не си искусила породилни маки, бидејќи напуштената има многу повеќе од деца од онаа кој има маж. Тој зборува за духовно родение. Вие пак, браќа, сте како Исак, чеда на ветувањето. Но како што тогаш оној што се роди по тело го гонеше оној родениот по дух. Значи, роден од тело, роден од дух, две категории. Вие сите сме родени од тело и треба да се родиме во дух. Го гонеше оној што е роден од дух, така и сега. А што зборува писмото? Истера ја робинката и нејзиниот син, зашто синот на робинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. Тој зборува дека ќе наследиш Царство Божјо ако се родиш по дух, не по тело. Исус беше дојден да видиме како е да се роди по тело, инаку тој веќе е роден по дух. Го помина патот од син човечки, да дојдеме до син Божи, тој ни е патокас кој треба да го следиме. И така, браќа, ние не сме деца на робинката, на робската црква, на телесна црква, туку сме на слободната, на духовна црква, на новиот Ерусалим. Тоа што не го вети Исус, стоите во слободата, која Христос не ослободи, со која Христос не ослободи, и не се подавајте пак под робски јарем. И така, браќа, ние не сме деца на робинката, туку на слободата, слободната. Тој зборува за категории на цркви, за робена црква во земни страсти, во земни обреди, во земни дејанија, во традиции, и слободна црква во духот, каде што е духот Господов има слобода. Зборува за Исус Христовата црква, како што гледате. Аврам, кој беше нестрплив, Сара го натера да легне со Агара, ја направи робинката, условно кажано, метафорично, зашто Библијата е дадена во слики за да ја разбереме. Тоа е живо слово кое, ако го читате и живеете со него, го променува вашето срце. Не на надворешниот човек, не на надворешни обреди, туку на срце, да имате сооднос со Бог, во крајната состојба Господ да се насели Исус Христос во вашето срце, да пишува со живи слова во срцето, и не само да го слушате Словото, туку да го извршувате, да бидете извршители на Словото и да ја покажете верата ваша со дела на љубовта. Татко мој, ти благодарам што ми подари уште еден ден. Те молам за исцелување на мојата земја, да испратиш огнен штит околу нас за Твоја слава. Те молам да испратиш луѓе, пророци, апостоли, повторно да го образуваат мојот народ. Интересно е во Македонија што се случува, откако се осамостои, 30 години не може да издржи, притисната од сите страни со сатанин трн. А замислете, официјално, таа има сигурно преку 1 милион христијани. Ако навистина беа 1 милион христијани во Македонија,
Иако секој ден се молеа на Христос, таа ќе беше земја предводник, земја во која се шири светото Евангелие, ангелски војски ќе ја штитеа, ќе имаше огнен штит околу неа, за слава Божја Исусова, ќе беше вистинска Христова земја, нема да живееше во поделби, погроми, нема да беше под законот, под телесниот закон, нема да живееше во проклетство, во омраза, ќе живееше во Божјата љубов. Кој е виновен за состојбата на Македонија? Сите ние христијани, кои треба да го шириме светото Евангелие. И ако милион луѓе се соберат и се молат за Македонија, Господ ќе испрати сила небесна и Македонија ќе тргне напред. А зошто не се молат, кој е виновен? Веројатно Јона, најголемата црква, кој спие на дното на бродот, додека во Македонија има бура и бродот може да потоне, и доаѓа време кога Јона ќе биде фрлен во водата на овој или на оној начин, ќе го лапне кит и ќе му се исуши сенката. Тоа се метафори приказни од Стариот Завет. Тоа е Божјо слово кој го напишал Бог. И каква штета да го поминете животот во телесно, во препивање, во опивање, во своите страсти. Народот седна да пие, да јаде, па стана да игра. Еднаш се живее да јадем и да пием, бидејќи утре ќе умреме, и да не го запознаете Бог, тогаш ще го поминеле по широкиот пат што води кон пропаст и не врвите по тесниот пат што води кон животот. Мир вам, македонци мои, татко мој, оставам се во твоите раце, мојот живот, се што имаме твое, се мое твое, моето семејство, мојата сопруга, моите родители, родни пријатели, моите деца, мојата земја, се е твое, се мое твое. Славата е негова, на Отецот и неговиот Син Исус Христос. Те молам во името на Твојот Син Исус Христос да испратиш сила небеска, повторно Македонија да стане избран сад, за да се шири светото Евангелие за Исус Христос, за победата на смртта, за Твоја слава. Амин. Svoj da ne spasi nas Isusa Hristosa.